Да, но имаше најави дека многу порано ќе се случи ова со роамингот, особено со Грција. Дали можеби вие како влада и како министерство може да разговарате и директно со некои од земјите членки на ЕУ, онамо каде што македонските граѓани многу често патуваат, покрај овие неколку... Ова прашање сум го размислувал затоа што Украина и Молдавија го направија тоа, отидоа со ЕУ и билатерално преговараа со Европската унија и Молдавија веќе успеа да го добија ова како услов. Секако ако не успееме да го издесуваме ова како роуминг како дома за следната година, ние ќе влеземе во билатерална комуникација со државите, но многу е полесно да тоа ЕУ го направи во ваше име, затоа што има интерес на страна на Европската комисија. Претседателката фон дер Лајен тоа веќе неколку пати го спомна. Ние нашата задача ќе се завршиме како домашна задача и потоа ќе лобираме да бидеме во истиот пакет со државите од регионот. Да, но поучени бидејќи јавно се зборува и официјално е кажано дека Албанија и Црна Гора од јуни следната година влегуваат во овој пакет. Тоа беше напис на еден европски портал, не е информација од Европската унија, иако така беше пренесено. Мислам дека тоа беше шпекулација повеќе отколку вистинска информација, затоа што информациите кои што се донесе дека се работи на целиот пакет за сите три држави кои што се дел од овој процес, така што мислам дека ќе успееме да бидеме дел од пакетот.